почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Објавивме дека екс-министерот Иво Ивановски, близок соработник на Никола Груевски, противзаконски, уште пред да се изјасни Комисијата за јавни набавки при Министерството, лично доделил бизнис тежок 15 милиони долари на фирмата CT Computers или Comtrade во собственост на Веселин Јевросимовиќ, собственикот на Алфа ТВ, близок до власта. Денес ќе презентираме нови документи со кои власта е фатена во уште еден сомнителен милионски тендер на компанија блиска до фамилијата на власт. Екс-министерот дозволил да отидат скоро милион евра народни пари на сметка на фирмата Vista Group за проектот Интероперабилност, иако фирмата не го испочитувала договорот склучен со Министерството. Станува збор за проектот што беше помпезно најавуван, тоест систем за меѓусебна размена на податоци помеѓу државните институции. Постојат документи изготвени директно од страна на ова министерство во кои што се констатира дека Vista Group зела скоро 1 милион евра, а не го исполнила договореното што е противзаконски. За овој проект не постои ниту записник за примопредавање, затоа што никој не сакал да преземе одговорност за овој криминал. Vista Group не го испочитувала ниту рокот за реализација на проектот, а и покрај тоа Министерството не ја активирала банкарската гаранција, што е спротивно на договорот, а и на штета на граѓаните на Република Македонија. За сето ова постојат и документи. Еве ги документите. Скандалот е толку голем што за овој срамен криминал биле свесни сите во Министерството и во останатите институции, вклучени во проектот, па и во владата. Но како добро организирано злосторничко здружување, наместо да ги отстранат неправилностите или да ги информираат органите на прогон, тие пробале тоа добро да го заскријат со доверливи и тајни документации, реорганизација во работењето и нови дополнителни инвестиции за спроведување на веќе исплатениот проект. За ова постојат и документи, изготвени од самото Министерство и владата. Продолжуваме да работиме на откривање и спречување на злоупотребите на штета на граѓаните на Република Македонија.